Денеска ќе разгледаме некои текстови од Битие, но ќе се задржиме на Битие 3 и падот. Падот на човекот. Ќе видиме од прилика. Ќе видиме што е падот, што донел тој со него, каде сме денес во врска со гревот и зошто ни е потребен спасител. А на крај имам една порака од црквата во контекст на ова, па да се помолиме за проповед. Се помолам за проповед. Поддржите ме во молитва много. Небесен Татко, еве доаѓаме и денес ќе собираме, Господе, на ова богослужба Божја во Твое име, Боже. Се собираме зашто знаеме, Господе, дека тука е вечниот живот, тука е левот на живот, на животот, Господе. Ти си патот, вистината и животот, Господе. Доаѓаме пред Тебе, Боже. Зашто не знаеме, немаме каде друг да додиме, Господе. Нема ни еден друг кој што може сите тие глупости в нашите животи да ги исправи, Боже. Ти благодариме, Господе, што си верен, Господе, што наместо да не казниш, Господе, ни даваш милост, ни даваш благодат, Боже. Ти благодариме на тоа, Боже. Ти благодариме на Твојот карактер, Боже, што си татов Бог, единствениот вистински Бог. Ти благодарам сега, Господе, за оваа црква, Господе, и за секој едно срце овде што дошло, Боже, при Тебе. Те молам, Господе, отвори ми ги срца да примат пораката, Господе, да се смени некоја метануја во сите животи наши, Господе, во животите на секој еден од нас, Господе. И благодарам, Исусе Христе, што отиде на Голгота, Господе, да не измириш со Бог, да не измириш едни меѓу други и да не измириш со светот, Господе. Амен. Ќе разгледаме сега текст. Значи, ова сум го читал 100 пати, ама сега, како го читал по виде некои 10 дена, некои работи што ги имав, како да кажам, бе во заблуда, да кажам. Не е тоа некоја заблуда, криво учење, но лошо толкување, да кажам. Сега ми ги отвори очите. Дури толку работи црпев од страна, што си го направи прашањето за дипломската теза, да си ја најдов овие денови како да ја формулирам. Знаеме како оди Битие. Битие е како да кажам, историски податок за создавањето на светот и на човекот во него и на све што може да видиме. И сега Господ го создава светот, ги создава животите, го создава луѓето, и на крај седнува и вика, Бог виде се што направи и ете беше многу добро. Кога пишав една истражувачка работа, и напишав по систематска теологија, пишав као дали тој степен помеѓу многу добро и одлично е она што фалеше за Адам да не сгреши. И тогаш сконтам, кај Бог има само добро и лошо. Ние луѓето сме ги донеле тие суперлативи, односно подобро, најдобро, не знам, совршено. Значи, имаме добро и лошо, Бог гледа добро, ама вика не е само добро, става уште еден степен многу добро. Значи, све што беше направено многу добро. И едно време викам, окей, Боже, ако си направил све добро, и сега да го земеме тоа како еден балон, Бог е тука, го направил овој балон, ние сме го натри во балон. Како можело да дојде злото во балонот, ако Бог што го создал, ја нема таа карактеристика. И се мачев некој време, и мислам дека Ајнштајн го има тоа кажано за светлината. За светлината и темнината. Темнината не е ентитет, исто како што лошото не е ентитет. Не постои само по себе. Доброто е ентитет, светлото е ентитет. Темнината и лошото се само отсуство на добро. Кога не правиме добро, се случува лошо. Не постои како самостојно. Значи тука одма можеме да го оправдаме Бог, мислам да го оправдаме Бог, нема нешто да го оправдам Бог. Лошото сами си го правиме, кога не правиме добро. Не е внесено во оваа димензија. Ајде, добро, паната. И сега, одиме во Битие 3 да видиме како се случи падот и што тој донел, односно она што сакам да зборам. Вика, змијата беше полукава од сите полски животни, што Господ Бог ги направи. Таа рече на жената, истина ли е дека Бог рекол, не ќе јадете од ниедно дрво во градината?
Битие 3 можеме од него да црпиме материјал за безброј теми онака за проповед. Ја избрав да видиме што гревот донел. Но само кратко ќе опоменам текстот. Значи, змијата, ако ги видите змиите во светот, да речеме, во зоолошка, не знам каде на телевизија, нема некоја лукавост у неа подруга од било кој предатор, така? Ја нема таа лукавост. Значи, овде не збори змијата како змија. Збори некој, има тука персона која стои позади неа и збори. Мене ми е интересно што Ева онака не се ни тргнала, чекај змија збори га. Него, али добро, во тоа време се случувале многу чуда, им било полесно да ги прифатат. Него, жената и рече на змијата, смееме да јадеме плод од дрвото во градината, само за плодот на дрвото што е среде градината, пророк рече, не јадете од него и не допирете го за да не умрете. Неколку работи. Змијата доаѓа со прашање, она сака да иницира разговор. Не за дека она не знае што рекол Бог. Мислам, уопште од каде она да каже дали рекол да не јадете од било кое дрво или од едно дрво. Значи нешто знае, значи он ствари знае се. А жената и вика, смееме да јадеме плод од дрвото во градината, само за плодот на дрвото што е среде градината, Бог рече, не јадете од него и не допирете го за да не умрете. И се тука нема проблем, ама има еден проблем. И тука можеме да го дефинираме на две-три работи да извадиме од него. Видете, Бог го створи Адам прв. Ако читаме во Битие 2, го створи Адам и вака му заповеда на Адам. Јади слободно од секое дрво во градината, но да не јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото. Нема никаде не се допире. Не го допире. А Ева вика не го допире, она додава уште нешто. Се едното објаснување дека прв и гледате се како вика. Бог рече. А Ева вика Бог рече. Значи Ева го има слушнато Бог како и говори. Ама јас предпоставам, шпекулирам со текстот, дека Адам, у својата онака енергичност, и рекол, он прв го пренел ова на Ева, рекол, слушај, немој да пипаш, немој да јадеш од тоа, не е ништо дозволено, немој да го гледаш, може и рекол. Онака. И Ева се не знае точно што е и продолжува. Ова ништо нема врска. Као теолошки или сега да влагаме у такви дилеми као доктрини. Нас не е битно што ја вика змијата на жената. Навистина не ќе умрете. Навистина не ќе умрете е тотално спротивно од она што Бог го кажа. Што Бог вика навистина ќе умрете. Змијата вика навистина не ќе умрете. И тука дали се случува нека конфузија во главата на Ева или не знам што, ама она оди и вика ќе бидете како Бога и вика. Распознавајќи го доброто и злото. Не ќе да влегувам многу текстот, ќе се задржиме милион сати, зашто друго ми е поентата. И сега жената виде дека дрвото е добро за јадење, пријатно за очите и дрво пожелно за да се постане мудар. Набра од неговиот плод и го јаде. Му даде и на својот маж кој беше со неа, па и тој јадеше. И ова е најтрагичното нешто што може да се случи. Ова е првата непослушност и преку оваа непослушност гревот влезе во Адам и Ева и како што можеме да видиме понатаму во Библијата, гревот премина на секој човек. Значи секој роден човек е роден со грев. Само треба да разбереме што е тоа роден во грев однос. Гревот е во нас, го живееме, го дишиме. Јас стварно после ова спремање на проповед, стварно ми стана многу појасно ствари што е гревот, какви сме ние, какви сме создадени сме на образот Божи и се они беа создадени на образот Божи, на ликот Божи, пише во Библијата. Што уште им фалеше? Имаа се, дојде змијата и ги натера да го направат она непослушното. Зашто? Зашто им фалеше она да бидат како Бога. Они да одредуваат што е добро и што е лошо. Тоа е, мислам, кога ќе видиме понатаму, не е баш паметно за луѓето да одредуваат сами. Затоа ние денеска не одредуваме сами, барем христијаните не одредуваат сами. Имаат апсолутен закон, што им кажува што е добро, а што е лошо, тоа е Бог и Исус Христос. Додека го слушаме Него, немаме шанси да утнеме и да направиме лошо. Додека пак се пуштиме на нашите
на нашиот стандард за добро и лошо, за кого правиме? Правеа добро, вика на Библијата понатаму, добро во своите очи. Секој што прави добро во своите очи, што е од светот, он вика, прво и основно прави го добро за себе, да не се лаже. Значи, ајде да кажеме вака, крадат од некои работи, кај што па нема врска државата, ја оштетуваат државата. И као нема последици. Како нема последици, ефектот е на сите нас, само што не е видлив. Мислам, видлив е после 30 години земја, гледаме каква е и гледаме што се случува. Сега не обвинувам никој тој. Ама, јасно е, можеме да видим. И ова е многу, стварно многу, трагично е. Овој настане, најтрагичниот настан од целата Библија. И кога би завршил тука, книга, кога би завршила тука, ни нема спас. И сега одиме напред. Тогаш на двајцата им се отворија очите и се огледаа дека се голи. Сплетаа смоквини лисија и си направија прегачи. Сега ќе очитам, ова е почеток на модната индустрија. Првото шиење на облека. Една од најбогатите индустрии во светот. Значи, направија смоквини лисија и се покрија зашто вида дека се голи. Овде се појавува, значи ќе споменеме прво срам. Потоа, тогаш го чуја гласот на Господа Бога кој шеташе горе-долу во градината за време на денскиот ветрец и се сокрија човекот и неговата жена пред Господа. Бога меѓу дрвјата во градината. Господ Бог го повика човекот и му рече каде си. Го повика Адам и му рече каде си, Адам. Значи не е ова дека Бог не знае каде е, него Бог му вика каде ти е сега срцето, дали знаеш што направи. Мислам, можем да шпекулирам кон ова. А тој одговори, го чув твојот глас во градината и се исплашив. На второ место, значи како направиле грев, прво доаѓа срамот, на второ место доаѓа страх. Значи, ќе видиме едно. Го чув твојот глас во градината и се исплашив зашто сум гол и се сокрив. Тогаш му рече, кој ти кажа дека си гол, да не си јадел од дрвото за кое ти заповедав да не јадеш? Ова е, значи, ова е, како да кажем, не е барање, него ова е можност за покајање. Бог они се исплашиле. Зашто се исплашиле? Почувствувале вина, очекувале казна. А Бог доаѓа и му вика да не јадеш од дрвото. Бог знае дека јадел од дрвото. Бог е сезнен, семоќен, се присутен. Но ете, таа шанса, гледаме колку е милостив Бог. Уште тука на почетокот одма им дава шанса да се покажат. Но што вика Адам? Он ја префрлува вината на Бог. Вика, жената ти која ми ја дае, ме натера. Тогаш Бог потоа и рече на жената, што е тоа што го стори? Жената ја префрлува одговорноста, змијата ме измами, па јадов, и рече жената. Тогаш Господ Бог и рече на змијата. Бидејќи го направи тоа, проклета ќе бидеш меѓу сите зверови и меѓу секое полско животно. По мелот ќе се влечеш и прав ќе јадеш. Во сите денови на својот живот. Сега, одваѓаме, значи Бог ја проколнува змијата. Го проколнува ѓаволот, односно овде ја проколнува змијата како змија. И имаме, доаѓаме до 15-тиот стих, кој не знам дали знаете, но се нарекува протоевангелие, првото евангелие. Зашто? Зашто вика, јас ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето и незиното семе во еднина. И вика, тој ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. Ова е пророкувањето за дека некој ќе дојде и ќе уништи власта на сатаната. Власта на сатаната е преку гревот. Значи, Бог вика дека некој ќе дојде, ние денеска знаеме, ова е, мислам, пред 2000 години е објавено кој дошол, кој е Месијата, кој ќе го уништи сатаната и други работи, ќе не ослободи од гревот. Сега, ќе одиме, нека видите, Библијата отворена. Морам да продолжам уште малце напред. Значи, имаме срам, страх и третата работа што се појавува е завист. Зависта не е директно
спомената кај Каин и Авел, но еврејските и христијанските толкувачи толкуваат дека гневот и убиството кој го извршил Каин према својот Авел било поради завист дека тој бил прифатен дека Авеловата жртва била прифатена од Бог, а Каиновата не. Трите работи во човековиот живот што се појавени по тој редослед се доволни да доеме до она што е денес светот. Значи светот денеска на светот му треба спасител повеќе од било кога во историјата. Утре му треба уште повеќе, затоа што Откровението кажува дека одиме кон декаденција, кон тотална расипаност на човештвото. Значи утре ќе видиме уште повеќе расипани, уште повеќе ги ни треба спасител. Сега, ја го нареков ова еден несвето тројство. Стравот и зависта. Значи прво се појавил срамот, си направиле препашки. А што е срамот? Срамот уствари се криеме од она што сме, ставаме маски, за да не видат какви сме всушност и да се пострамиме со тоа. Не викам дека секој срам е лош. Има срам добар кој е, да речеме, кој не води до покаяние. Но има и срам, да речеме, наметнат срамот, кој што треба да се ослободиме. Ќе кажеме, на пример, ја како срам имам скоро до може би на мои 30 години. Се срамам за моите уши. Пуштав коса. Знаете колку ме јадеше, нон-стоп устраме. Па само уши вака да се споменеа во друштвото, ушите ми црвенеа, па пуштав коса, се крие, значи се крие, го криеме нашиот срам, нашиот физички срам. Срамот го прави тоа. И сега, ако видиме уствари им се отворија очите, не станаа како Бог. Само го значи они знаеа дека е лошо да јадат од дрвото. Можеме да видиме претходно дека Ева вика, виде Ева дека дрвото е многу добро. Значи знаеле што е добро и што е лошо. Ја до некој време мислев дека Адам и Ева немале во главите немале, како да кажам, немале концепт што е тоа лошо, што е тоа добро. Ама кога ќе видиме, они знаеле што е лошо и што е добро. Но сега добиле искуство правејќи го лошото и тоа го менува целиот наратив на приказната. Значи, што се променило? Нивната перцепција. Прво се сменила перцепцијата према еден према друг. Значи, како наеднаш тук, зашто не ги покриле рацете? Ја покриле сексуалност. Ја покриле сексуалноста зашто виделе дека преку тоа може да бидат искористени, може да бидат како предмет еден на друг и виделе дека тука се најранливи. И тоа го покриле. Потоа срамот го растворил тој однос меѓу сопружници, они биле сопружници. Го растворил тој однос. Потоа се појавил стравот. Стравот пред падот човекот трчал да биде со Бог. Сега бега, се крие од Бог. Значи што ни прави стравот? Кога ќе добиеме адреналин поради страв, има три работи што може да ги направиме. Бегаме, се бориме или парализираме. Адам знаел дека не може да се бори со Бог и затоа побегнал да се скрил, очекувал казна. Денеска ако го свртиме тоа во денешен ден, луѓето го доживуваат Бог како судија, како некој што ќе ти суди. Не слушнале за милоста Божја. Не зборам сите, но доста луѓе не слушнале за милоста Божја. Срамот ја открива исто и вината, а вината ствара разоткривање и осуда носи. Срамот исто така поврзан со губење на идентитет. Они, Адам и Ева, и ние до денеска го губиме идентитетот. Не знаеме кој сме и што сме. Ние сме направени на Божји лик, ама тоа некако тешко се запамтува. И зависта. Зависта по падот, значи Каин гледал соперник во Авел. Биле браќа, замислете колку е тешко за татко да гледа соперништво меѓу браќа се утре Исак и Ноа да видат онака да има некој непријателство меѓу нив. Тоа може да биде за моето внимание, за вниманието на Тина, па да прерасне во други работи, некам ни
и да размислуваме. Ако срамот ја нарушил бракот, стравот ја нарушил богослужбата, човекот треба да искочи пред Бог, а сега човекот бега од Бог. Но сепак останува едно ехо, онака, на несебичната љубов што сме имале во тоа време. Ако ја знаете изјавата, само родителите сакаат своите деца да бидат подобри од нив. Значи имаме ние падната природа во моментот. Се раѓаме со падната природа. Поради таа падната природа ние сега може да осеќаме срам, страв, завист и уште плејада на чувства и да се водиме по нив. И тие пробуваме тие работи да ги решиме сами. Можеш да решиш да не се срамиш, можеш да решиш да не се плашиш, можеш и зависта да ја решиш. Ама све тоа само унапредување на себе. Паднатата природа не можеш да ја решиш. Паднатата природа ја реша само Исус Христос. Само Бог може да ја реши. Значи, можеш да доаѓеш во црква да даваш милостина, можеш да се молиш, можеш да служиш и се. Доколку немаш Исус Христос, се ти е за џабе. И сега имам направена точка гениалноста на гревот, ја нареков. Значи, срам, страв, завист. Што прават денеска луѓето, до каде стигнала таа гениалност на гревот? Сакаме овие три работи да ги избришеме од нашиот живот, да не постојат. И како ќе го избришеме срамот? Како денеска светот пробува да го избрише срамот? Со изјавите: јас сум таков роден, јас сум таков створен, немам од што да се срамам. Значи, бришање на сите морални граници. Значи, се е дозволено. И не е само што окей, тоа е дозволено, него те тераат и тебе да прифатиш дека тоа е дозволено. Значи, нема ништо од што да се срамам. Значи, секои сексуални желби, сексуални настраности, според Библијата, треба да бидат дозволени уште ти да го потврдиш дека е тоа така. Но да се избришат сите табуа. Но еве да речеме, и тоа да се случи, дали внатрешно тие луѓе ќе нема да осеќаат дека нешто е нарушено. Совеста на крај ќе победи. Таа е од Бог дадена, таа ќе победи. Ти пак, ако не го решиш во корен проблемот, пак ќе знаеш дека нешто не е. Нешто, тоа што е нарушено, ќе остане во тебе. Како сака да го избрише човек, современиот човек стравот? А многу лесно. Нема судија, нема што да се плашиме. Сега збориме за тие контексти, не збориме за страв од некои други, страв од мечки, од змии, од тие работи. Правиме муаветот во библиска перспектива. Ако нема Бог, нема судија, нема Божи закон, нема казна. Едноставно така. Ќе го замолчи својот страв. И сега, луѓето ќе ти кажат, нема апсолутна вистина. Нема апсолутна вистина. И сега, ако нема апсолутна вистина, значи све е као секоја, не знам како да кажем, немаме апсолутна вистина, а сепак пробуваат да се оправдаат за своите постапки. Ако нема апсолутна вистина, нема зашто да се оправдуваш. Потоа викаат дека нема апсолутно добро или зло. Нема објективно добро или зло. А тогаш, ако пробаш да им кажеш на нешто, ќе седнат и ќе те осудат. По кој стандард не судат? Значи, све е испомешано денеска во светот и затоа ни треба некој спасител, ни треба спасител од Исус Христос, за се тоа да се врати како што бил. И зависта, значи во контекст на зависта не збориме сега за класни, расни разлики, него збориме за разлика помеѓу семето на змијата и семето на жената. Ако така ги поставиме работите, борбата, да ја наречем борба, зависта е помеѓу оние што одат кон Бог и оние што бегаат од Бог, оние што сака да се стртат од Бог. И како светот сака да ја
избрише разликата. Така што ќе ни ја спушти нашата вредност. Зашто според некои стандарди на луѓето, јас кога зборам со некои луѓе и кога им кажам да, одам во црква, сум како ученик на Исус Христос, првото нешто што доста луѓе ми го рекле, што сега ти подобар си од мене? Викам, не сум подобар, исти сме. Ама гледате каде е таа разлика. Одно мисла дека нешто као ти се правиш или нешто и пробува тоа да ја намала таа вредност. Проблемот е исто така што зависта не живее само во светот. Мислам срамот и зависта. Него ги има и во црквата. Значи се срамам, ставам, доаѓам во црква, ставам маска да се покажам во добро светот. Се плашам, не ги откривам моите гревови, не ги исповедам пред другите. И завидуваме. Завидуваме едни на други, завидуваме кога некој ќе добие благослов или не знам што е подобар или не знам што, место да се радуваме и во црквата ја има таа завист. И почињаме зависта и облакаме во праведност. Сега ние судиме, па не е он зрел за таа позиција, или ма не е тоа од Бога, тоа он си изредил така работите. Да речеме, го намалуваме благословот. Само разликата помеѓу христијаните и секуларниот свет за овие три работи е што ние како христијани овие работи нема никогаш да кажеме дека се добри. Него ќе се бориме против нив, ќе ги исповедаме и ќе бараме прошка за секоја направена работа. Додека светот уште повеќе и со поголема страст ќе се бори да ги избрише овие граници. Да нема страм, да нема страв, све ќе биде дозволено, нема Бог, никој не може да ми суди за тоа што сум. Дори и ќе пробаат исто како Адам, да ја префрлат вината на нас, као ти поради, односно вината ние ја префрламе од деца, за секоја работа. Прво ја префрламе на родителите, као они ми се криви што сум ваков, после ја префрламе на школата, на образованието, па утре ден институциите, и све ни е некој крив. Не знаеме да се исправиме. Значи, мене до 40 години, јас бев зависник од опијати. Додека не дојдов до Христос, мене ми беа криви родителите. Они така ме одгледале, немале контрола на мене, ме пуштиле од 5 одделение да правам што сакам. Не сум имал авторитет во животот и затоа све. И тоа онака, значи не можеле, после 8 одделение не можеле да ми кажат, не после 8, да речеме, после 4-та година. Више не можеле ништо да ми кажат, зашто сум го имал тоа како контрааргумент. Тоа јако сум го користил. Зашто сум бил така, сум знаел со зборови да ти на некој што ми каже дека сум со жена, како жена, како така. Што нека наоѓам се логички на доследност и сите работи и ги исправам. И како престана да се литам на родителите? Мораше Исус да ме, таа падната природа, да тргне од мене, да почне моето обновување на внатрешниот човек. И јас не се случи тоа преку ноќ, ама во еден момент онака сватив дека уствари тоа било само изговор за моите глупости. Родителите ми се криви. Сватив дека секој си одговорен и пред Бог, ама и пред самиот себе за своите постапки што ги прави. Ама за тоа да се случи треба таа метаноја, тоа исцелување и тоа покајување. Кажав дека значи завидуваме на луѓето во црква. Јас сум завидувал. Ги знам сите работи, овие што ги кажам, не ги кажам само као од памет, него јас сум ги правил. Значи, и тогаш еден ден, како исто така Бог ме пресведочи, знаете, имавме богослужби во четврток навечер во Словенија. После богослужба пасторот ќе земеше некој од момците и ќе го однесеше дали во Макдоналдс, дали негде. И долго време тоа не бев ја. И колку се нервира, па зашто само овие, зашто ја. И после сватив дека како
кога добив ја благослов, не е битно дали беше, не беше тој, можеби, но сепак добив благослов, и таму имаш 20 луѓе, што во тој момент не се благословени, да речеме, ние сме благословени, сите сме благословени. А беше таков благослов, видлив, да речеме, во тој момент, и сикам, сега како име на луѓето, јас стално си викам, овој добил благослов, а ја кога ќе добијам благослов, тогаш е окей, ама кога ќе добие друг, се мрштам, се љутам, станам како Каин, лицето, може лицето нема, но срцето ми се пуни со глупости. И Бог ме пресведочи да ме исцели, да кажам, да се радувам. Да се радувам кога другиот ќе добие благослов. Јас сум се радувал секогаш за успехот на другите. Но кога по мој стандард мислам дека тој успех, поради тој успех е крив за мојот неуспех, тоа ще љутам. Ако нештото го добие некој, а јас сум мислел дека треба јас да го добијам, и нема друго тако, тогаш не ми е баш окей. Тогаш се појавува завист. И до ден денес ќе се појавува завист. Не дека ние сме сега христијани и готово сме таму. Не, полека ги решаваме тие работи. Ги тргаме. И сега, гревот не е само лошо дело. Да мислиме, да, гревот е на латински, на грчки, значува промашување на целта. Значи, тоа е состојба. Ние од природа не го исполнуваме она за што сме создадени и ја промашуваме целта. Тоа е состојба, не е само една грешка, него такви сме, комплетно сме такви, грешни. Состојба на тотална расипаност на човековата природа. И не е дека сме само виновни, ние сме заробени, гревот не заробува. Сега тука не водам понатаму некои теологии. И значи не ни треба нешто да се поправи. Буквално треба со Христос да умреме и со Христос наново да се родиме во духот. Без тоа, џабе е било какво пробување да ги поправиме овие работи. Овие работи само Христос на крстот ги понесе и само тој може да го покрие тој наш стран, како ќе го покрие тој наш стран, така што ни дава нов идентитет. И ако ти влезеш во тој идентитет, ама и, значи, му веруваш на Христос, значи го знаеш Христос, и му веруваш дека она што го кажува е вистина. Што кажува? И Христос кажува, ти си создаден на ликот Божи и ти си Божје дете, син и ќерка. Ако тој идентитет, стварно чекориш во тој идентитет, јас сега ви кажам дека не знам што да ми се случи, да имам лузна да имам, рака да изглам. Абе јас сум тој Панчевски Никола, Божје дете, создаден на Божји образ. Не знам што да се случи, ја тој идентитет не можам да го загубам и мене никој надвор не може да ме мрдне. Значи, пробува ѓавола да ме мрдне. Пробува преку моите стари пријатели. Прво они ми викаат, брат, ајде, кај ти сега на факс, поушти теологија. Онака за факс знаа дека сум бил способен за учење, знаа дека сум читал, барем тие што ми се блиски, ама пак на крај ми вика, ама теологија, брат, као знаеме до вчера кој беше. До пред 7 години бев онака, катастрофа. Исус ти го дава тој идентитет. Влези во него и зачекори во него и дигни главата и води цврсто. Тоа не го возможува само Спасител. Значи, ќе не извади од таа грешна природа. Кога ќе влезеш ти во тој идентитет и кога ќе му веруваш на Христос, немаше што да се плашиш. Светот денеска живее во анксиозност. Целиот свет е во анксиозност. Не знаеш што ќе се случи утре. Ние нашата иднина ја имаме загарантирана. Значи, што и да се случи, ние ќе бидеме со него. Така си одбравме, така ќе биде, така кажал, амен, тоа е вистина. Умревме со него, усреснавме со него. Значи, не е морален подвиг, не е психологија, тоа е законот на смрт и воскресение. Тоа е она што Исус
го донесе кон нас. Значи, Бог кој е богат со милост, поради својата голема љубов, со која не возлюби нас, кои бевме мртви во гревовите, не оживеа заедно со Христа во благодат. Значи, бевме мртви, не болни, не нешто помеѓу. Мртви. Еднаш пред некој време проповедав нова. Бевме мртви во нашите престапи и гревови. Значи, бевме мртви тотално во сите три области од нашето битие. Кога ги сециравме Ефесијаните, видовме дека сме мртви во тело, мртви во дух и мртви во душа. И кај сме живи? Па не сме живи. Ќе повторам тоа. Значи, зомби, само зомбите имаат паразит во главата и што ги тера да одат и да наоѓаат храна и она што им е потребно за да преживеат. Нашите јаве зомби сега, да не видиме сега ние тие, зомбите одат по своите грешни желби кои се резултат на гревот, на грешната природа. Значи одиме само алкохол, ова, само задоволство во време на тело. Хедонизам до максимум. Разбирате? Супер. Сега. Порака до црквата. Бараме луѓе, повикуваме луѓе да доаѓаат во црква, но во исто време ги тераме да бегаат од неа. Има ли некоја логика во тоа? Значи да, ќе скочиме надвор, ќе ги повикаме, ќе евангелизираме, ќе најдеме пријател, ќе најдеме некој, ќе го донесеме во црква. И сега не викам дека сите тоа го правиме и не викам дека намерно го правиме. Може би и несвесно го правиме. И повторно кога ќе дојдат во црква, луѓето значи бегаат од оваа несвето тројство. Бегаат надвор од срам, страв и од завист. Ако дојдат во црква и ги осетат истите чувства, не сме направиле ништо. Значи, ние денес како црква треба да размислиме дали во тој новиот што ќе дојде, што не е во Христос, сакаме да го евангелизираме. Значи, вика, како ќе поверуваат ако не чуле? Значи, мора да дојдат да чујат. Не е работа да чујат. Сите чуле за Исус Христос. Ама што чуле? Оди прашај на улица, прашај дали Исус е Бог. 90% од луѓето што ги прашал, дури и некој во црква, не, Божји сине. Усери, не вика не, него вика Божји сине. И го повторам прашањето. Не те прашам дали е Божји син, зашто не вика не на почеток, току вика Исус е Божји син. Да или не сакам одговор. Дали Исус е Бог? Значи, од православни христијани по традиција, дојдов се еден другар, онака, брат, викам, Библијата ли е темелот? Значи, не ми кажи дали е Библијата темелот, да почнем да се расправам со него. Као он викаше историја. А сепак, кога го прашав, дали е Исус Бог, вика Божји син, некаше да каже дека е Бог у ниједен момент, викам, се тргнав од тоа, више не правам муавет со такви муавети со луѓе, што гледам дека не прочитал ни 2 реда, што ќе се замарам. Значи, моја работа не е да се расправам со луѓето за Библијата, моја работа е да им кажам за кој е вистински Христос. Значи, светот надвор милион работи ќе слушнат за Исус. Ќе си направат нека своја секретистичка теорија. Ние сме тука да ги донесеме до Христос, мислам да ги повикаме во црква и да правиме ученици од сите народи. Зашто да правиме ученици секој ден? Да ги учиме кој е точно Христос, што е точно Христос, зашто дојде, а луѓето, Бог е тој што ќе им даде благо да го прифатат. Не ние, неаме ние, ама нашето е тоа, одете и правите ученици, евангелизирајте, донесете луѓе. Муаветот беше, кога ќе дојдат тука во црква, значи, ако повторно го осетат срамот, значи, као можеме ние да не видат како совршени и да се посрамат. Можат нас да не видат како ставаме маски и да кажат, па добро, светот става маски, зарем и тука у црквата, место тука у црквата да стргнеш све од себе
да прикажеш каков си, затоа што никој не те осудува, тоа може да биде камен на сопнување за идните, за луѓето што сме ги повикале во црква. Може да видат завист меѓу нас, уште еден камен на сопнување, и може да видат страф. Ако видат страф меѓу нас, да си кажеме каква не била недела до тука, со што сум се борел, каде сум паднал, што сум направил, и заеднички молитва ќе се покајаме. Значи не сме тука да бидеме совршени, не сме тука да се правиме совршени. Можеме ние тука да се правиме совршени, ама тоа е камен на стопнување за сите. И не сме совршени. Совршени сме само преку Исус, како идентитет. Ама сепак правиме грешки. Не сме грешници, зашто што ја наречеме него грешник, ама правиме грешки. Паѓаме повторно. Значи да бидеме место каде срамот се открива, за да бидеме покриени со Христовата крв. Да бидеме место каде стравот се признава, за да биде заменет со доверба. Да бидеме место каде зависта се исповеда, за да биде победена со радост. И кога тоа ќе бидеме, луѓето нема да доаѓаат заради нас, ќе доаѓаат заради Христос. Затоа што ќе го видат во нас Христос. Ќе видат во нас Божјата милост. И тоа е евангелизација. Треба да им кажеме на луѓето, дојди, значи не влагаш да се тушираш чист. Влагаш да се тушираш дека не си чист. Доаѓаш во црква со сите твои глупости, не откога ќе ги решиш. Доаѓаш во црква за тука да Бог да ги реши. Бог да ти ги исцели. Не треба да ги решиш па да не одиш, кидам малце да се замејам, па ќе влезам да се туширам. Тоа го правиш, се тушираш да влезеш да пливаш во басен. И ќе завршам со една реченица. Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што ќе поверува во него да има вечен живот и да не исчезне, да купи Порше, така? Не е така. Да има вечен живот. Амен.